Почитуван заменик председател, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, медиуми. Составот на населението кое живее во една држава е битен елемент, врз кој понатаму се градат идните политики на државата во разни нејзини области. Пописот во Република Македонија има посебно значење и влијание во општествениот живот на граѓаните, на различните етнички заедници, различно од она во другите држави. Затоа, потребно беше да се направи детална анализа на проблемите кои довеле до два неуспешни пописи, и тоа во 1991 година и во 2011 година. Вклучување на експерти, како и на сите партиски субјекти во државата, за да не дојде до повторно до недоразбирање и различни толкувања. Но ете, повторно проблеми има, како и различни толкувања и недоразбирања. Зошто е ова брзање да се спроведе токму сега? Во овој период на пандемија не е и моментот токму оваа година во месец април да се изврши попис. Заради пандемијата со COVID-19 во септември 2020 година, Обединетите нации излегоа со упатство со препораки за спроведување и одложување на пописите. Во големите држави, како што се Америка, Германија, Шкотска, Ирска и Романија, пописите се одложени за 2022 година. Србија го одложи за октомври 2021 година, Бугарија за декември 2021, а Хрватска има најава за одлагање на пописот. Во вакви услови и со ваков предлог закон за попис, повторно во прашање ќе бидат доведени веродостојноста на пописните податоци и довербата во нив. Од тука произлегува и прашањето: дали сме подготвени за реално пребројување? По сите начини на донесување на овој предлог закон за попис изгледа и не сме. Без консултации на сите политички фактори во државата, без согласност од најголемата опозицијска партија, се сака да се протурка овој закон и тоа со европско знаменце. Пописот е статистичка операција преку која во одредени периоди се врши официјално броење на населението на територијата на една држава во незините географски единици, како и собирање на информации за избраните демографски и социјални карактеристики на вкупното население. Пописот треба да ги вклучи сите лица кои имаат вообичаено или постојано место на живење. Случајно или не, дефиницијата постојано место на живење, која мора да ја има секој закон за попис, ја нема во овој предлог закон. Според европските регулативи и спроведени пописи во земјите во Европската Унија, секаде мора да се дефинира кое население ќе се попишува, односно ќе се смета за резидентно население. Според регулативите на Европската Унија и Обединетите нации, за резидентно население се сметаат оние кои живееле во нивното место на вообичаено живење за континуиран период од најмалку 12 месеци пред пописот и оние кои пристигнале во нивното место на живење во текот на 12 месеци пред пописот со намера да останат таму најмалку една година. Но со овој предлог закон за попис ќе се попишуваат државјани на Република Македонија кои имаат живеалиште или престојувалиште во Република Македонија, без оглед на тоа дали во моментот на пописот се наоѓаат во државата или во странство. Апсурдно е тоа што за отсутните членови во домаќинството податоците ги дава полнолетен член на домаќинството, кому податоците му се најпознати. Врз основа на што ќе ги даде податоците овој член на домаќинството? Или само ќе ги диктира матичните броеви на членовите без нивно физичко присуство, без лични карти, без патни исправи? Во законот стои: попишувачот е должен да презентира соодветен документ. Кој е тој соодветен документ? Па се знае кои се документи за идентификација, лична карта, пасош, а за малолетните извод на родените. Никаде не се спомнати овие документи. Исто така, апсурдно е да се попишуваат сите отсутни членови. Според сите европски регулативи, за привремено отсутни лица се сметаат лицата чие отсуство е пократко од една година,
додека лицата кои се отсутни подолго од 1 година не спаѓаат во категоријата привремено отсутни и не треба да бидат опфатени со пописот. Вака изготвениот предлог закон за попис уште повеќе ја продлабочува недовербата во неговото спроведување. Се наоѓаме пред предизвикот да се знае реално колку сме, без оставање простор за било какви манипулации. Имавме 2 пописи со нецелосно спроведување, како што спомнав на почетокот. Едниот во 1991 кој беше со нецелосен опфат и истиот повторно беше спроведен 1994 година, а другиот 2011 кој беше прекинат по поднесување на колективна оставка на членовите на Државната пописна комисија, само 10 дена по започнување на пописот. За да се добие довербата на населението во пописниот процес, најважна е содржината на пописната методологија и начинот на нејзината примена. Кај нас досега се применуваше традиционалниот попис. Пописот во 2021 ќе биде една форма на комбиниран попис, односно комбинација од теренски попис и податоци од регистрите на надлежните институции и нивните бази кои ќе се користат, кој ќе ги користи Државниот завод за статистика, но никаде во законот не е наведено кои бази ќе се користат. Државниот завод за статистика кој ќе ги користи, дали тоа се базите на МВР, Пензиско, Фонд на ПИОМ, Министерство за труд и социјална политика, УЈП и така натаму. Обединетите нации препорачуваат користење на регистрите и базите да е регулирано со закон, што не е случај во моментот со нашиот закон. Тогаш какви се нашите заложби за членство во ЕУ кога не се почитуваат овие регулативи? Друга новина во законот за попис е само попишување на државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство преку апликација закачена на веб страницата на Државниот завод за статистика. На овој начин секој што е во странство ќе може да се попише без разлика дали отишол на кратко или заминал од пред 3-4 години и нема намера да се врати. И сите ќе бидат вклучени во резидентно население, што не е во согласност со европските правила за попис. Ке се попишуваат државјани на Република Македонија кои реално ниту се, а ниту ќе бидат дел од вкупното население на Македонија. Ова значи нереално зголемување на населението со лица кои живеат и работат во други земји. И на крај, каков резултат од попис ќе имаме кога ќе зависи од директорот и заменик директорот на Државниот завод за статистика. Сите други тела, како што се Биро за попис и Совет за статистика, имаат само советодавна улога, што не беше случај во спроведување на претходните пописи. И на крај да резимирам. Нејасната и непрецизна законска регулатива може да предизвика сериозни последици врз реалното пребројување на вкупното население на Република Македонија и отсликување на неговите демографски, образовни, економски, социјални и други последици. Вака како што е предвиден предлог законот за попис не е со цел да се спроведе статистичка операција, врз основа на која понатаму ќе се гради некоја развојна политика, туку пописот ќе се спроведе заради политички цели кои допрва ќе станат видливи. Не се почитуваат и препораките на Оделението за статистика на Обединетите нации и Фондот за население на Обединетите нации кои заради пандемијата во месец септември 2020 година како најразумно решение предложија одложување на пописите во државите кои се подготвуваат за тоа. ВМРО ДПМН целосно е посветена да се спроведе попис на населението и домакинствата во Република Македонија, но по препораките на Обединетите нации, како и на ЕУ легислативата за попис на население објавени во 2019 година. Затоа сметаме дека за да се обезбеди реално пребројување, неопходно е поинакво формулирање на законска пописна регулатива преку темелна ревизија и подготовка на нов закон за попис со јасна и прецизна методологија која ќе ги содржи сите неопходни елементи претходно собрани од стручни лица, од јавни дискусии и од различни политички чинители, а не ваков како што имаме денес. Благодарам. Ви благодарам.